Почитувани слушатели, добар ден. Јас сум Стефани Денковска, вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио ЕСИ. Денес мој гостин во емисијата Светло око е господин Жарко Селковски, председател на Националниот сојуз на слепи лица на Македонија. Господин Жарко, ви благодарам што сте приклучивте и сте дел од оваа емисија оваа вечер. Добар ден и до вас и до сите слушатели на Радио ЕСИ и на сите програми што ги имаме на Facebook, YouTube и така натака. Знаеме дека Националниот сојуз имаше доста проекти, но еве може ли да ни дадете еден преглед на клучните проекти и активности што Националниот сојуз на слепи лица на Македонија ги презеде во изминатата година за поддршка и зајакнување на лицата со оштетен вид во Македонија? Во минатата година ние направивме повеќе проекти. Еден од првите проекти беше аплициравме до Министерството за политички систем, каде што го добивме проектот за речникот од албански на македонски да го направиме на Браево. Исто така и Куранот добивме еден донатор кој што самиот го финансираше и исто така го испечативме на Браево. И наши млади активисти, наши членови, млади до 30 години, каде што преку Еразмус фондациите ги испративме во Мадрид, каде што беа опфатени повеќе теми, најповеќе да се здружат нашите млади, да се запознаат со другите млади и од тие средби и ден денес имаме бенефит, бидејќи нашите членови се запознаа со членовите од Словенија од другите држави, каде што првите резултати се баш оваа година, каде што заеднички исто така ќе аплицираме за еден наш заеднички проект за аудиокниги, за достапност на аудиокниги, како нашите аудиокниги да имаат достапност, така и од другите држави да можат нашите членови да имаат пристапност за било која аудиокнига која што може да се слуша, дали на англиски, дали на македонски или други јазици. Иначе други активности, ние минатата година исто така продолживме од 22 при крај, знаат нашите слушатели и нашите членови, каде што се боревме и баравме, имавме повише барања до владата и Министерството за труд и социјална политика за додатокот, односно за додатокот за попреченост, туѓата нега и помагалата, каде што излеговме на два пати, третиот пат го одложивме, бидејќи се согласивме со Министерството и со владата да разговараме 23 година за подобрување на овие додатоци, туѓата нега и помагалата. Меѓутоа, уз разговорите се заклучи дека може би треба овие два додатока, туѓата нега и додатокот за попреченост да бидат во едно и бидејќи наши членови за да ги остварат овие права идат на две комисии, па имаат малтретирање, па нарочито туѓата нега каде што се дава на 6 месеца на година, до 2 години најповеќе не дава за трајно користење на туѓата нега. И затоа рековме да се изработи и да се видат другите практики како е у Европа, за да се спојат овие две права во едно и да добијат и трајно решение, не да се малтретираат и помагалата, каде што најдовме на разбирање од Фондот за здравство, каде што побаравме мислење од дочна клиника у Скопје, каде што ги одобрија едно 6 помагала, кои што мислам дека треба сега у фондот да се процесираат и системски да бидат одобрени, како што е апаратот за шекер, топломерот, белото стапче, вага, мислам дека беше 6, значи помагала за да можат нашите членови да ги добиваат преку фондот. Сега за другово што ни остана нерешено, значи додатокот и
и туѓата нега. Исто така разговаравме сега и знаете дека се и избори, малку тука техничката влада и техничкиве министри не можат многу да преземат некои активности, меѓутоа одма разговаравме ние со техничкиот министер кој самиот побара средба со националните инвалидски организации, имавме средба со министерот Ѓоко Велковски, каде што ги објаснивме и ги кажавме нашите барања, што апсолутно значи нема да прекинеме, дека без разлика која влада ќе биде од мај натака, дека повторно нашите барања ќе бидат ставени на маса и за да се подобрат како финансиски, така да и помагалата исто така да се решат системски, да не останат тука каде што застанат. И верувам дека новата влада ќе има разбирање и дека ќе имаме резултати од сето тоа и за подобрување на нашите членови, бидејќи знаеме дека овие 2 години инфлацијата е огромна, а средствата што ги добиваат како помош, додатоците кај нас останаа многу ниско. Фактички не може апсолутно да се остварува секојдневните потреби на следите. Се надевам дека владата која што ќе биде предводена од било која партија или од било која организација од мај, дека ќе имаат можеби повеќе слух за вашите барања и за сето она за кое што имате протестирано досега. Кога веќе споменавме влада, споменавте и некои владини агенции. Верувам по разговорите со техничкиот министер дека има разбирање и претходно исто така разговаравме. Се оставаше на времето да се разгледа убава таа можност да се спојат овие 2 права во едно, па верувам дека после мај-јуни тамо дека ќе имаме разбирање и дека ќе се работи поактивно на овие проблематики. Ви посакувам успех во остварување на правата и во борбата за остварување на правата за секој еден член на Националниот сојуз и за секое засегнато лице. Можете ли да ни кажете како организацијата Национален сојуз соработуваше со други агенции и други засегнати страни, како што се владини агенции, невладини организации, бизниси и слично, за да го подобрите влијанието на низините проекти и иницијативи за заедницата со оштетен вид? Значи, ние како Национален сојуз секогаш гледаме и настојуваме да најдеме неми разбирање помеѓу сите други невладини организации кои што се борат нормално за подобрување на правата на слепите лица и другите инвалидски организации. Имаме тука исто е Сдруженијето ЕСИ и други здруженија каде што соработуваме ете и со асистенцијата исто така и на други проекти, други барања настапуваме и имаме добра соработка и со други здруженија каде што стварно се борат и има желба за остварување и подобрување на секојдневниот живот на слепите. Ви благодарам на одговорот. Дали би можеле да искакнете какви било успешни програми за вработување или стручна обука можеби, што беа спроведени за да се промовира економското вклучување на лицата со оштетен вид во Македонија во изминатата година? Па изминатата година, покрај овие разговори со министерката Јована Тренчевска и министерството и низините соработници, каде што инсистиравме за дел од вработувањата, каде што имавме ветувања за вработување на повише сектори, како правник, еден имаше за вработување во Центарот за социјална работа, масажери имаме исто така за вработување и у нашата Национална библиотека за слепи, што е при Универзитетска библиотека Свети Климент у Скопје, каде што наши двајца вработени отидоа во пензија и требаше да се надополнат тие 2 места. Разговаравме и меѓутоа не најдовме до разбирање, се труде, мислам дека се трудеа, се бореа, наоѓаа решение, меѓутоа не дојдовме до такво решение и на жалост ни па се пополнија тие 2 места во Националната библиотека
ни пак масажерите останаа не се вработија и мислам дека има желба, се разговара, меѓутоа резултати нема. Верувам дека сега после изборите со новата влада, без разлика кој да е, повторно ќе притиснеме покрај овие барања, значи прединство ќе дадеме и ќе настојуваме за нашите млади членови да се вработуваат. Се надевам дека ќе успеете во оваа борба, затоа што дефинитивно знаеме дека економската стабилност е многу важна, особено за лицата кои што се соочуваат со овој вид на здравствен проблем. Кажете Ја ми... мислам дека треба да има разбирање и од било кој да е, било кој министер да е, значи треба да има разбирање бидејќи тука се повише, значи треба тука да е и министерот за труд и социјална политика, за култура, за здравство, значи сите повише сектори опфаќаат нашите млади каде што може да се вработат и верувам дека треба да има и у програмата на партиите, нели сега тоа средби што ќе правиме и на сите дека тоа ќе го укажеме дека ние планираме после изборите било кој да е да имаат предвид за вработување на наши членови. Се надевам дека ќе имаат слух и дека барањата ќе бидат исполнети, уште еднаш да кажам. Кажете ми кои технолошки достигнувања или иновации го има вградено Националниот сојуз на слепи во своите услуги за подобра комуникација, подобра помош и поддршка на членовите во извршување на нивните секојдневни животни обврски. Па напредок имаме, мора да го кажам и радио наше, радио ЕСИ, каде што веќе 3-4 години каде што функционираме и се трудиме и се бориме. Нашиот уредник Методија Атанасов, кој што 24/7 работи на него, се труди, се бори, имаме најразлични теми каде што ги опфаќаме, значи сите потреби на нашите членови кои што сакаат од сите сфери има програма. Може имаме исто и аудио книги кои што може да се вклучат, музики, нели документарни програми. Верувам дека технички ако имаме потреба, нормално понатака Сојузот апсолутно е спремен за да го опремиме уште повише радиото и верувам дека многу се прати и преку Фејсбукот и преку YouTube. Значи стоиме на располагање и за подобрување, исто така нашите членови можат да ги користат нашите говорни синтези на македонски и на албански, каде што со нив можат и преку мобилните и преку компјутерите, значи да работат слободно и да се информираат, да бараат се она што им е интересно и што може да дојдат до информации. Благовремено до секоја информација која што им е потребна во моментот. А говорната синтеза исто така преку Министерството за труд и социјална политика и преку UNDP, кои што ни помогнаа нели за изработка на овие програми, има и се надградуваат, значи и исто со оваа кампања сега со нели парламентарните избори на сите партии ќе му кажеме повторно дека и оваа говорна синтеза мора да се одржава, да се надградува, бидејќи технологијата иде многу напред, да не остане вака како што е и само за Windows 10 да се користи. Значи, како ќе се надградуваат сите апликации, така треба и нашата говорна да се прилагодува према сите апликации, за да може апсолутно да нашите слободно да си работат без никакви проблеми. Кога веќе ги споменавте повторно политичките партии, убаво би било да ја направат и програмата да ја биде прочитана и во аудио верзија програмата на секоја политичка партија со цел запознавање нели на сите владини идни проекти кои што би биле предводени од владата која што ќе води самата влада. Па
Би требало, тоа ние и повише пати сме нагласувале претходните избори, дека за нашите членови треба и тоа да го направи некоја партија, барем на аудио да се сними, ако е огромна нивната програма, барем дел нешто што е у интерес на нас од Министерството за труд и социјала, здравството, културата, образованието исто така мора да... Значи сите, фактички ние сите и министерства ги опфаќаме, меѓутоа барем нешто да се снимат ако не можат целосни програми да ги достават до нас, меѓутоа како и да е, мислам дека ги има на електронска форма, па мислам дека може со говорната програма нашите членови и да се вклучат и да ги прочитаат, најверојатно. Јасно. Можете ли да споделите со нас какви било предизвици или пречки со кои се соочи организацијата во изминатата година и како тие беа решени или надминати? Некои поголеми предизвици. Па пречките претежно ни беа овие, значи правата, остварување на правата и бенефициите и помагалата. Помагалата се многу битни. Ние секогаш и долго време више укажуваме и се бориме барем неколку помагала да бидат системски решени, меѓутоа тешко ни оди полека, меѓутоа верувам дека како и да е, почнавме од една точка каде што ето од очна клиника добивме виза дека имаме потреба од такви помагала, фондот верувам дека тоа системски ќе го решиме. Понатака и додатоците и исто и во образованието, мислам дека со инклузивното образование каде што наши членови мислам дека нема доволно опрема, техника, помагала исто за образовниот процес каде што треба математички апарати, компјутер, нели за секој дете има компјутер, меѓутоа слепите не можат да се уклучуваат од тие компјутери, мора да е индивидуално, персонален компјутер за секој дете, посебен компјутер треба, бидејќи се работи со говорна програма и така натака. Кадровски исто треба да бидат опремени училиштата каде што треба дефектолози и други, например, пристапност, да кажем, и други услови треба. Значи, многу треба за инклузивното образование. И тука треба да се посветиме повише и да идеме и по терен, може да видиме наши членови, наши ученици каде имаат и со кои проблеми претежно се соочуваат и да видиме дали може тоа да се реши системски или преку некои проекти и така напред. Вака од страна кога ќе гледаме, мислам дека Македонија е баш плодна земја за работа токму за инклузивното образование, не само за децата кои што се соочуваат со овој вид на проблем, туку и со секој друг вид на инвалидитет, така што сметаме дека имаме непристапни училишта, имаме несоодветно образование, имаме непедагошки пристап кон ваквите деца, така што сметам дека има многу работа и се надевам дека постепено ќе успеете вие како една организација од многуте кои што се борат за ваквите деца да го остварите она кое што ви е било почетна цел. Па да, ние бараме, меѓутоа треба и да се направат сите тие можности и да има и разбирање од Министерството за образование, да створат услови, кадри и така натака. И да ги прифаќаат нашите сугестии и да се иде по терен и да се види вистинската потреба која што им треба на членовите, не само на слепите, уопшто и на другите инвалидски, и на другите деца инвалиди кои што се соочуваат сигурно и тие со своите проблеми. Секако да го споменавте Министерството за образование, јас тука би го споменала и Министерството за финансии, затоа што нели секој од овие проекти би се решил со финансиска помош и со финансиска поддршка, така што се надеваме дека во некоја блиска иднина ќе бидат слушнати, ќе бидат подетално разработени вашите барања. Кажете ми, кои чекори ги презеда Националниот сојуз на слепи за да ја подигне свеста за проблемите со кои се соочува оваа заедница и да промовирате поинклузивно и поразбирливо општество?
освен еве на пример радиото ЕСИ? На кој друг начин всушност ја промовирате таа некоја свест која што треба да се развие? Па секогаш ние у нашите активности покрај ЕСИ имаме и аудио списание Панорама, кое што го работи исто така Методија и Глигор, каде што добиваат информација и информациите им ги снимаме и од Европа и од светот, каде што има иновации, се случуваат сите активности на сите инвалиди преку нашиот сојуз, Европскиот сојуз, Светскиот сојуз на слепи, преку сите инвалидски организации, исто така имаат и тамо билтени, најразлични билтени, каде што ваѓаме делови интересни за кои што може да им бидат интересни на нашите членови, кои што сакаат да слушнат и да видат, и преку мејл, оние членови кои што се заинтересирани, исто така добиваме повише информации за развој на помагала техника, кој што ни праќа нарочито редовно Тифло Глобус, мислам дека од Загреб секогаш кога има нешто, некоја новост, некое ново помагало. Исто сега на Европскиот сојуз, каде што имавме конгрес, имаше од Израел и од други земји каде што има иновации за наочари со камери, па каде што ги опишуваат аудио движењата, кај што се движиш, го опишуваат местото, теренот и така натаму. Има интересни работи каде што преку аудио списанија во Панорама ги известуваме. И кога одиме, нели, ние имаме активности по здруженијата, каде што одиме, истото тоа им го кажуваме, да се вклучуваат повише. Меѓутоа, нашите членови се малку и повозрастни, така да секој не работи со компјутери, инаку можат преку компјутерите и говорните програми да дојдат до многу информации, и така да се трудиме колку можеме, значи да излеземе у пресвет и да бидат што повише за информирани нашите членови за активностите, како тука, така и на Балканот, у Европа и у целиот свет. Зборувавме за претходната година, зборувавме за некои клучни проекти. Можете ли да ни кажете сега за малку нешто понапред, за 2024 година, кои се вашите клучни проекти, кои се вашите замисли и цели, на она на кое што ќе се стремите да работите во оваа година? Значи, додатокот, туѓата нега, помагалата, апсолутно тоа ќе ни биде приоритет, се додека не го решиме овој проблем. Дали тоа ќе биде накачување, дали усогласување, дали процент дел од просечна плата или заедно, тоа ќе видиме како после изборите, значи кога ќе се формира владата, тогаш ние повише ќе притиснеме и да видиме, да разговараме апсолутно овие приоритетни се, бидејќи сепак на нашите членови им треба финансии, каде што ќе можат барем секојдневните работи да ги завршуваат со помалку проблеми. Тоа проблеми има секако и секогаш ќе има, меѓутоа барем помалку да ги чувствуваат проблемите. А со помагалата мора да видиме до каде сме, кај сме застанати со овие 6 до сега одобрени од очна клиника, и преку фондот да видиме дали се разгледува можноста да влезе у системот, а преку Министерството за труд и социјална политика планираме да побараме повторно еднократна финансиска помош, например како што беше през 7-8 години, каде што додека не се реши системски овој проблем, да ни се дава финансиска помош колку толку, за да ги обезбедиме барем тие најнеопходни помагала кои што најмногу ги бараат нашите членови. Исто така правиме со младиве, правиме повише проекти. Имаме сега моментално добиено еден проект со една организација од Грција, каде што ќе бидат опфатени повише млади. Тоа сега мислам дека од
март почнува со тој проект, сите ќе бидат повикани, сите ќе бидат информирани и аплицираме уште на 2 проекта со Словенскиот сојуз и со Грција исто со друга организација која што сакаме малку и спортот да го фатиме малку физички, да се активираат нашите членови и у сите области, значи планираме да преземеме некоја активност, како што напоменав и за инклузивното образование, би требало да идеме по терен малку да видиме каде што стварно им е потребно, со кои проблеми се соочуваат и да укажеме во Министерството за образование. За транспорт и врски исто имаме заинтересирани потреба на наши членови кои што нашите членови претежно се социјална помош, каде што се делат социјални станови. Значи, се донесе у законот предност да имаат наши членови и инвалиди и сите други инвалиди 10% од социјалните згради да бидат 10% становите на инвалидските организации за наши членови, нормално кои што ги исполнуваат сите критериуми. Сега не може слепија и ајде тај стан, меѓутоа сепак да ги исполнува и критериумите кои што ги предвидуваат од страна на властите. И уште многу други работи кои што мислам дека и тековно некои работи може да излезат каде што треба да се решаваат и да се реагира на време за да се решат сите проблеми. Колку успеваме се зависи и од разбирањето на владата, министерствата и не само од нас, значи многу работи зависат и од нив. Господин Жарко, исто така слушнавме и за емисијата Готвиме со ЕСИ. Можете ли да ни откриете некои идни планови поврзани со емисијата? Па да, како што кажавме, значи секако Националниот сојуз сака да ги унапреди програмите на Радио ЕСИ, како што и ова емисија Готвиме со ЕСИ. Планираме мај, јуни до јули да направиме еден конкурс и ги повикувам сите наши членови кои што ќе слушнат оваа емисија и преку мејл и преку здруженијата ние ќе ги информираме кога ќе испадне конкурсот за Готвиме со ЕСИ, каде што може сите да се пријават и да ни снимаат видео како готват и со кој рецепт ќе се представат. И октомври, ноември мислам да го направиме тоа, да има такмичарски дух и во живо сите да, ако најдеме услови и место каде тоа да го направиме, да има надпреварувачки дух и верувам дека ќе има голем интерес и како и за сите активности што наградуваме, верувам дека ќе издвоиме средства и за да доделиме и награди и за оваа активност. Ова звучи интересно и примамливо и се надевам дека секој еден човек кој што знае да приготвува некој свој рецепт би сакал нели да се пријави и да учествува, да се надпреварува на овој надпревар. Можеме да спомнеме малку и за спортот. Какви спортски настани се предвидени во 2024-та? Па спортски надпревари има секоја година, како и секоја година, така и оваа година имаме ние повише државни првенства, како за шахот поединечно, за мажи и за жени. Голбал имаме државно куп за голбал, а се планира исто така да се направи и лига во голбал, колку ќе успееме тоа се зависи од финансиите што ќе да ги добиеме преку Агенција за спорт и млади. Верувам дека тука можеме и ние како сојуз, бидејќи и ние се вклучуваме и даваме помош за спортот, ние како рекреативно, меѓутоа и може да помогнеме и во врвниот спорт, каде што наши врвни спортисти, ако добиеме, еве имаме млади шахисти кои што верувам во нив, дека даваат надеж за нивна перспектива и дека ќе имаме големи успеси во тоа. И атлетиката планираме, како што правиме заедно со другите инвалидски организации, со глувите и со телесните,
и да направиме и посебно државно првенство за атлетика само за слепи, каде што ќе се опфатат повише дисциплини, не само фрлачките како што беа до сега џуле, диск и копје, туку да има и тркачки дисциплини, трчање на 100 метра, 200, 400 и така натака и така натака. Се надевам дека ќе имате успешни спортски настани и воопшто сите настани кои што ќе ги организирате во тековната година, дека ќе бидат посетени, дека ќе бидат прифатени од вашите членови. Се надевам и заборав да кажам дека имаме и меѓународни настапи. Секако оваа година ќе биде поединечно првенство за слепи шах во Руманија, каде што сега за сега сигурно ќе настапува еден наш млад надежен играч Стефан Мелник, каде што он има поддршка и од шаховскиот клуб Алколоид, а исто така и ние ќе учествуваме на негова поддршка за финансирање и за постигнување на поголем резултат. Му посакуваме среќа на Стефан и се надеваме дека ќе се врати со добар успех. Се надеваме. Се надевам дека ќе имаат слух и владата и сите министерства во решавање на некои главни проблеми. Кажете ми како организацијата планира да ги вклучи своите членовите на Националниот сојуз во процесите на донесување на одлуки, осигурувајќи се дека нивниот глас се слуша и дека нивните потреби се земаат предвид? Значи, у Националниот сојуз знаеме дека кога имаме избори преку здруженијата, секој член си има право, значи, да си каже, да каже ако има некое видување или некој предлог, да има нели извршни одбори, има собрание, има представници во Националниот сојуз, значи од секој здружение си има представници кај нас во Националниот сојуз, каде што може слободно или преку мејл, или и преку радио. Значи, секако можат они да ни укажат за потреби, за идеи, а сега во задно време и мислам дека младите сакаме повише да ги вклучуваме и мислам дека почнуваме. Првиот чекор е направен, имаме интерес од младите и верувам дека тој интерес ќе се зголемува од месец и ќе ги уфатиме што повише млади и тогаш верувам дека ќе имаме и повише барања, повише идеи со кои што треба да Националниот сојуз да даде поддршка, а ние секако на младите ќе им даваме поддршка. И не само на младите, и возрастните, каде што можеме да помагаме, секако ќе помогне на сојузот како сојуз. Верувам дека ќе давате поддршка. Господин Жарко Селковски, ми беше чест и ми беше многу драго што денес бевте мој гостин, што поразговаравме малку за некои минати проекти, за некои идни ваши планови, односно плановите нели на Националниот сојуз. Посакувам новата влада која што ќе биде предводена од било кој да има повеќе слух за вас, за вашите потреби и да не биде само лист хартија, туку напротив сето на кое што ќе биде ветено да биде имплементирано и надевам искрено дека ќе имате плодна работа и дека работата ќе биде успешна. Благодарам и јас верувам дека по изборите новата влада дека ќе имаме разбирање и дека сето тоа што сега ќе го укажеме пред изборите во кампањата, дека и тоа што ќе го ветат дека ќе го исполнат. Се надевам јас. Почитувани слушатели, денешен мој гостин беше Жарко Селковски, председател на Националниот сојуз на слепи лица на Македонија. Ви благодарам што бевте наши слушатели, се надевам дека ви бевме интересни за слушање и се надевам дека ќе останете на фреквенцијата на ЕСИ радио, затоа што секогаш ветуваме добра програма. До слушање.